Прославата на автомобилските успеси за минатата година заврши. Аутобест гала вечерта ни овозможи да ги видиме сите лауреати на Аутобест за 2014 и победникот за 2015 година. Ние се враќаме на нашите секојдневни обврски. Ова покрај мене е Mazda 6, автомобил кој ја доживеа својата светска премиера во Женева минатата година. Но за моделската година 2015 Mazda подготви нови возбудувања и неколку промени кои оваа лимузина ја прават уште поатрактивна. Но пред да го посветиме времето на нашиот тест, ве поканувам со нас да се преселите заедно во прекрасната Каталунија, каде што беше место на премиерата на Mazda 2. Компактен автомобил кој по своите 6 години успешни на пазарот ја доживува својата нова генерација. Еве таа што ќе ни донесе. Плановите кои ги има Mazda за својот најмал модел се големи. Големината не е важна. Многу повеќе се смета пристапот на решавање на зададената задача. А задачата не беше ниту малку лесна. Предходникот ја делеше основата со Ford Fiesta, ја понесе титулата светски автомобил на годината за 2008 и за својот животен век успеа да најде 2,5 милиони купувачи. Сега работите се во основа променети. Ford веќе не е собственик на Mazda, а новата двојка има собствена основа. Што се однесува до дизајнот, не може да се окарактеризира како револуционерен. Зададената линија од предходникот е задржана, но доведена е до многу повисоко ниво. Затоа се заслужни и дизајнерско-техничките зафати, чие присуство е посебно нагласено. Од напред се наметнуваат светлата со LED технологија и спортски испрофилираната петоаголна маска. Задните светлосни групи пак их се доближија на оние на поголемиот брат Mazda 3. Со вкупна должина од 4060 мм двојката не претендира за најголема во својата класа, но секако се стреми кон врвот. За да се добие на простор, меѓуоскиното растојание е растегнато на 2570 мм, а предните тркала се поместени за 8 см нанапред. Ваквото решение се покажа како исправно. Во внатрешноста се доби многу повеќе простор и удобност. Вториот впечаток за интериерот е уште подобар. Употребените материјали, нивото на завршна обработка и опременоста се на високо скалило, дури и во почетното ниво. Она што мене ме фасцинира е искористеноста на просторот. Иако мала по димензии, во двојката сосема ноншалантно можев да влезам и излезам без никакви потешкотии и да ја најдам својата идеална седечка позиција. За разлика од предходната генерација, кај која воланот беше поставен премногу ниско, сега тој ја има вистинската позиција. Тоа дава сосема поинаков впечаток на возачки ориентиран автомобил. Позитивно чувство наметнува ергономијата, која е стокнена се да биде на дофат на раката на возачот. Препознатливиот интериер со голем дисплеј на врвот на централната конзола, јасно и лесно читливи инструменти, лесно достапни манипулатори и head-up дисплејот го прават престојот во кабината повеќе од пријатен. Во Mazda 2 се вградуваат мотори со работна запатнина од 1,5 литри.
Кај бензинците има избор на 3 силини од 75, 90 и 115 коњи. Треба да се истакне дека овие мотори имаат компресија 14:1, што е најголема компресија добиена во серијски бензински мотор. Засега ќе има само еден дизел агрегат со 105 коњи. Возењето на Mazda 2 е вистинско задоволство. Прво што забележав е далеку подобрената звучна изолација и уверливото потпирање. Во текот на маршрутата долга 380 км можев да го почувствувам однесувањето во секакви сценарија, од градско возење преку автопат па се до кривулести планински патчиња. Манирите кои ги покажа Mazda 2 се зрели и стопнени да ги задоволат различните вкусови. Каросеријата лесно ги следи командите, моторите одлично соработуваат со менувачите, а возачот во секој момент има бескомпромисно владение над автомобилот. Добив впечаток дека мојот пулс и оној на автомобилот се совпаѓа. Тоа ме потсети на зборовите на програме менаџерот на Mazda 2, Кендо Фукушима. Тој акцентира дека при правењето на новата генерација тимот се водеше по принципот Джимба и Таи, што во превод од јапонски значи јавачот и коњот како едно. Секоја чест, во потполно ја погодиле филозофијата и продуктот. Во тековната година Mazda планира да продаде 200.000 примероци на светскиот пазар, од кои 40.000 во Европа. Дел од нив набрзо ќе се најдат во Македонија со почетна цена од 10.990 евра до регистрација. И доаѓаме до рубриката тест. Во неа ќе имаме Mazda 6 моделска изведба за 2015 година. Пред се, овој автомобил ми изненади на два начина. Пред 1-2 месеца бев поканет да присуствувам на првото тест возење на Mazda 6, кое се исто така ќе се одвие во Барселона. Но, пред 2 месеца беше поканата, а тест возењето е закажано за крај на февруари. Ме изненади повикот од нашиот импортер, кој ми ја овозможи новата Mazda 6, дури и пред светската промоција во Барселона, да ја возам тука во Македонија. Што не носи новата Mazda 6? Како што реков, пред 1 година беше представена на Женевскиот мотор шоу, но тоа не беше доволно за Mazda. Тие направија потполно нов изглед на маската, односно многу освежен, а од надворешната страна најмногу се гледат измените на фаровите. Тие се во потполна LED технологија и со паметно осветлување на патот. Секако дека ова не се единствените освежувања. Освежување имаме и во внатрешноста на кабината. Па затоа погледнете ги. Веќе со стартувањето на моторот се чувствуваат и подобрувањата во Mazda 6. Пред се тоа е звучната изолација, која не дозволува надворешните звуци така агресивно да продираат во внатрешноста на овој автомобил. Што се однесува до подобрувањата во интериерот, забележливо е поставувањето на дисплеот на врвот на централната
централната конзола. Сега тој е поголем, осетлив е на допир и целото чувство на престојот во кабината е подобрено. Исто така подобрено е и нивото на квалитет на внатрешната обработка. Пред се чувствува подобрените материјали на секаде во внатрешноста, а бидејќи ја возиме Mazda 6 во највисокото ниво на можна опременост, тука е и кожната опшивка на централната конзола и на централниот гребен. Исто така присутни се и цитатите на кожа и во вратите на автомобилот. Така да имате премиум чувство во престојот во кабината. Head-up дисплејот кој е новост во гамата на 6-ка, исто така ги подобрува чувствата на возачот. На него се очитуваат вредности кои се типични за едно возење, а тоа е брзината на движење, како и растојанието од другите автомобили. Значи, Mazda, барем што се однесува до внатрешноста, направи сериозен помак нанапред. Амбициите на Mazda се исто така и спортски. Во оваа изведба имаме менувач автоматски со 6 брзини, но за разлика од претходната моделска година, сега имате зад воланот прекинувачи со кои можете да ги контролирате, односно да ги менувате степените на пренос на самиот менувач. Тоа во голема мерка му помага на возачот, бидејќи може да биде потполно сконцентриран на патот и да ја командува колата како тој што сака. 2,2 литрениот мотор има 175 коњски сили. Исто така, располага со 400 Нм вртежен момент, но самото чувство кога ја возите оваа едиција на Mazda 6 е дека таа има многу повеќе сила, многу повеќе коњски сили. Па затоа, за динамичноста не можам никако да се пожалам. Исто така сакам да ги истакнам и подпирањето на Mazda 6, кое сега е за нијанса покруто во однос на претходното, но дава далеку подиректни информации на возачот за положбата не само на патот, туку и на положбата на самото подпирање и на неговите крајни можности. I must admit, I can't explain. Energy starts racing through my brain. It's true, baby, I'm howling for you. There's something wrong. Во возењето на Mazda 6 се разбира дека забележав и некои негативности на самиот автомобил. Тоа не може да се каже дека се однесува на подпирањето, но најголема критика, барем што се однесува до мене, оди на автоматскиот менувач. Додека го возите во опцијата Drive, тој се однесува сосема джентлменски. Но кога сакате да го командувате автомобилот, односно менувачот, како што сами сакате, односно да ги менувате мануелно, преносите на
автоматскиот менувач, тогаш доаѓа до критика. Тоа е поради задоцнетото сваќање на командите. Му треба на менувачот одредено време, кое е забележително за да ја свати вашата команда. Можеби тоа е намерно направено, но мене лично, кога динамично возам еден автомобил, не сакам автоматикот да не ме следи. Кога ќе дадам команда за пренесување на степенот на менувачот, сакам таа да биде многу побрзо сватена и пренесена. Мазда можеби ова го направи и намерно, но тоа мене не ми се допаѓа. Инаку, што се однесува на просторот во автомобилот и на ергономијата, немам никакви поплаки. Ова е лимузина направена со извонреден спортски шмек, но и направена е за уживање во патувањето. I'll be a ghost, you gain, you stadium, I'll be fit, 50,000 clapping like one, and I feel alright, cause I worked it out, yeah, I worked it out, I'll be doing this, if you ever down, till the love runs out, I got my Нивото на опременост Ultimate навистина нуди извонредно чувство за самиот автомобил и за престој во него. Но, тука доаѓаме до уште еден трик. Mazda 6 со ова ниво на опременост чини околу 37.000 евра. Цена која не е за подценување. Бидејќи ова не е премиум автомобил, можеби и цената е висока, но сепак Mazda се потруди да ја оправда цената во секој случај. Не само со нејзините перформанси, туку и со богатата опременост во внатрешноста. Исто така сакам да ја истакнам економичноста на овој модел. Во принцип, дизел моторите се економични, но кога се спарени со автоматски менувач, тие имаат за нијанса поголема потрошувачка. Но потрошувачката на овој 2,2 литрен 175 коњски мотор изнесуваше 7,4 литри, а тоа е во секој случај за голема пофалба. За пофалба е бидејќи јас за време на возењата автомобилот го возев навистина динамично, можеби не толку брзо, но често се играв со преносите, а често и ја го терав моторот да отиде во екскурзија на кај црвеното поле на вртежи. Затоа сум задоволен од оваа просечна потрошувачка. Mazda, како што реков, може би е дискутабилна за наведената цена од 37.000 евра, но навистина можам да заклучам дека овој автомобил нуди извонредно чувство, извонреден комфорт и извонредна завршна обработка. Може би аргумент повеќе за купување би бил подолгиот гаранцијски период. Имено Mazda за своите производи во Македонија дава гаранција од само 2 години, што и не е баш адекватно решение, бидејќи многу производители кои се присутни на македонскиот пазар нудат гаранција поголема од 5 години, па некои дури и 7. Сепак, за вкусовите, но и за цената нема многу да дискутирам. Јас продолжувам да се забавувам со овој автомобил и ви посакувам се најдобро во следните 14 дена, за кога е закажана нашата нова премиера. До тогаш, до гледање.